цар на царевите. Значи многу битен момент е дека пред Александар многу како да величи дедо му Архилај носи титула Восилевс. Значи тоа не е грчка титула, него тоа е Восила. Значи ова е долготрајно истражување кој што 20 години му посветил Павел Тулаев. Иначе Павел Тулаев е познат академик руски кој што има напишана книгата Венети предки славјан. И таму тој тврди дека сите беласки, односно од подоцни од нив и венетите и сите други лири Дардани, имаат заеднички корен со така наречени македонијани, односно стари македонци. И кај нив они имаат една титула, која што е титула владетел, која што е еквивалент на крал. Меѓутоа, како расте кралството, така да станува империја. И Александар е фактички император, затоа постои само еден цар. И од таму му доаѓа името Александар себе си, но и неговите подчинети војската го нарекува Восила, Восилев, значи тој во кој што е силата, тој кој што има силата. А подоцна римјаните ја преземат истата титула и до ден денес трае, значи империја и император. И затоа така наречена Византија, Византија никој пат не постоела држава, на римски таа држава се нарекува Imperium Romanum, значи in power of Rome, и затоа имат император. Или на македонски истата држава се нарекува Восилаја Романа, значи во силата на романите, претходно била во силата на македоните, подоцна дошла во силата на романите. И затоа Александар е наречен император над цар на царевите, меѓутоа император кој кажете се знае што значи врв, нема друг како него и затоа и се нарекува оној кој што има силата, никој друг ја нема силата. Сите други се сатрапи, вазали и така натаму локални владетели, а само еден император, односно оној кој што е Восилевс. Од таму доаѓа Восила или Восилаја Романа, значи тој кој што има силата. Не е грчки збор Восилевс и така натаму, значи што е Архилај, прадедо му имал титула Восилевс. На нашиот, како што кажа господин Паскал, синот на сонцето, од нашиот татко, прадедо, зашто преку него денешните политичари и западњаци сакаат да не погребат преку него, да не оттргнат, да не ги скинат корењата, жилите. Од друга страна би сакал да поддржам господин Паскал што кажа овој евреино, што е, знаеме кои се денес евреите и така натаму, но зачуди со такво дело да до ден денес не е преведено тоа. Надвор сум од академијата да се приложи таму, зашто тие не погребаа со македонизмот. Друг начин да се најде од овие бизнисмени кои што ги имам се уште мислам некои од тие патриоти, да се преведе тоа, зашто важна личност е тој за мене, евреите, зашто и грците се тоа што организираат таму интелектуалци, професори, веćината им се од Америка, кои што меѓу нив има, колку што сум слушал, баш од евреите, платени да докажат кои се, што се, односно да фалсификуваат историјата наша. Тоа би било и во однос на ова што е како академија заслужува место на посебен начин да се одбележува, дали е роден денот или тема отворена, иако и малку може би касно ќе биде неактуелно за денешните издајници, отворено мораме да кажеме, но да се држи тоа, да не се фрли пепел врз тие наши корења. Нека повелат сите историчари кои што тврдеа немаме антика, имаме друго и така натаму, со цел и тој нашиот јазик што е македонски, паралелно на два колосека да се брани. Толку. Благодарам. За Александар Македонски не е многу малку знаеме. Затоа што грците пред нас со векови откупувале странски историчари специјално да се фалсификува македонската историја. И странските историчари кога иделе во Грција, како им сервирале лаги грците, така пишувале и историјата на пориз на Грција. Како и да било, сакам да ви кажам, на Балканов ние преживуваме голем терет, голем замав на и на Грција и на Бугарија кои сака да не уништат. Цврсто сум убеден дека до почетокот на октомври ние ќе мислиме во контранапад. Ќе најдеме сили, ќе најдеме све, и Грција, и Бугарија, и другите, сите истории ќе ги избришеме и ќе поставиме вистинската историја на Македонија. Видите се, и Македонија дека ќе постане уште еднаш држава
или кралевина, што била за времето на Александар Македонски. Пратете го сето ова и сетете се на моите зборови. Благодарам.